Значи, ви благодарам. Денеска сакам да го остварам моето право како заменик председател на избирачкото место. Денеска е мој убав ден. Сега во овој момент ми се јави, имам внук, а јас морам да останам тука за да кажам се што било и сакам да биде исправно, затоа што на вистина на ова избирачко место немаше никаков проблем. Ви благодарам и ќе ве замолам дали ќе може да бидам ослободена. Уште малку. Ајде. Прво ви честитам. Ви благодарам. Сега, има забелешка. Да, ден на гласање, 2 точки. Гласачкото место започна во 07 часот и има серијски број 153 40 20. Констатирам дека Господј да го напишал. И веднаш што тоа има серијскиот број 153 40 20 го нема. Делот Колчанот. За ова беше известена ОИК, дојде на лице место при броење на гласовите и ливчињата тогаш беше пронајден. Кој го напишал ова? Кој го констатираш и кој го внесе? Овој ракопис е мој. Исто вашиот? Мојот ракопис. Кога го напишал? Ова го запишавме вака сега. Во записникот број 15, на самиот почеток кога Христина побара да се бројат ливчињата пред да започне гласањето, да ги броиме едно по едно, јас во забелешката запишав дека лицето Христина Трипуновска бара да се бројат листињата едно по едно. Го отворивме правилникот што е даден од Државна изборна комисија, која што е на страната 6. Значи, констатиравме дека последниот серијски број минус првиот серијски број плюс 1 се совпадна. Значи, сето тоа на самиот почеток, пред да започне гласањето, е заведено во записникот број 15. А дополнително за гласачкото, за кочанот кој што фалеше, е запишано на крајот кога го пронајдовме кочанот заедно со гласачкото ливче. Забелешката. Така сега, ова овде имаш неконзистентна. Само, овде си неконзистентна во исказот. Затоа што дневникот оди хронолошки. Ова забелешка е дадена на 19 часот. Да. Не, како во образецот 16. Не, овде после 9, ова изјава после 19 часот. Овде вам прашај после, виж, според изјавата, ова изјава после 19 часот. Нели кој? Ова втората. Вака сега. Значи, на самиот почеток во дневникот многу добро знам дека првата реченица стои дека Христина Трипуновска на денот на материјалите не е на лице место. Потоа ги запишавме, Може ли вака? ова е на почеток. Ова е на почетокот. Значи првото е запишано ова. Океј, тоа е хронолошки. Ама за ливчето. После имате ливчето одно. Само. Значи, прво имате констатација на состојба со кога е запечатена гласачката кутија. После имате кои две лица гласале како болни, имате серијски броеви од гласачката кутија, имате констатирано ова со серијскиот број и веднаш потоа имате констатирано никој го нема. Затоа што после хронолошки следуваат кои лица гласале со помош. Не може да е таа забелешка ставена на крајот на гласањето. Она е дадена. Затоа ви прашувам хронолошки кога иде не се состои. Сега јас малку спунета, значи точно добро ги знам како одеа поред. Го запишавме листето од кој број започнуваме. Значи, она што требаше да се констатира со првото ливче и што е тоа спорно. Значи, тоа стои. Ама веднаш после тоа... Дали ливчето кога пише тука, ја тврдо греште дека стои. Да, стои. Слушај, ти си... Кога пиша под председателка, значи, ден на гласање и пика гласачкото место започна во 7 часа 00 и пишува 105 3 4 0 20. Кој го констатираше? Кој го констатираше? Ти го гледаш? Сите го гледаш. Сите 10 члена. Значи сите овие кои што се тука беа на лице место. Не било таму. Камо малку, полека сега. Сака да кажам. Прво, ти си запишал, а председателката ја води, така треба.
Сега, ја утврдивте дека почнате со овој беше овој серијски број на Кочан. Да. Беше. Добро, продолжи. И сите, само да кажам. Дали беше ти? Не била присутна. Не била присутна. Добро, окей. Кој го напише се ова? Че ова, овој дел. Кога се констатира дека овој веќе го нема. Значи, после... Само момент. Значи, ова е запишано после третиот гласач. Кога? Само момент. Председателке, слушај добро што се случува. Па не слушај. Не, остави го. Слушај, бидејќи ти си таа што ја водила. Значи вака, откако се констатира дека ова е бројчето, започна гласањето. Дојдоа тројца гласачи. Првото гласачко, ќе ве молам, на вистина сум возбудена и сакам да ме послушате сите, ќе ве замолам и да ме ослободите. Значи, кога се констатира дека ова започнуваме со овој серијски број, сите членови што беа, значи сите 10 члена беа присутни на лице место кога се отвори гласачкото место и кога го примивме материјалот. Сите. На ова го пополнив образецот 15. Председателката и членовите се подпишаа, се констатира дека е започнато точно со овој серијски број. Потоа, откако дојде третиот гласач, Емрие... Не мора име. Извинете. Значи, кога дојде третиот гласач, јас стоев и цело време седев со дневникот, забележував на сите правилности. Значи, внимавав, од левата страна ми беше правилникот, од десната страна стоеше овој дневник, за да заведам се што се случува. Кога го искина третото ливче, значи, она ги сврти и провери, ние самите од избирачкиот одбор утврдивме дека го нема Кочанот. Кој констатираше? Госпоѓата констатираше и она на глас, кажа, и истото тоа го запишав дека Кочанот од гласачкото листе со реден број 20 на крај го нема. Одма во тој момент, додека беше третиот гласач, веќе немаше луѓе пристигнати на гласачкото место, председателката се јави на Општинската изборна, на председателот на Општинската изборна комисија. За 15 минути председателот со уште двајца членови дојдоа на лице место. Значи се утврди и ми го кажавме овој проблем. 5 гласачи беа забележани во избирачкиот список и 5 ливчиња беа ставени во кутијата. Значи се констатира дека на лице место председателот дојде и виде дека во гласачката кутија има 5 ливчиња и 5 гласачи кои што се запишани на избирачкиот список. Значи многу добро се гледа. Дали вие може да го потврдите дека 5 ливчиња беа? 5. Значи 5 ливчиња на третото, односно на третото ливче на кинење од тој ден, па 7, од 7:05 почна е 7:30, можеби ова беше периодот кога се случуваше ова. И за сето друго, значи јас после го забележав дека ливчето не фали, забелешката која што Христина ја бараше, значи ја запишав, јас не можем да ја запишам во образецот број 16, ја запишавме тука и реков да се потпише на она што требаше да се забележи за броењето на ливчиња. Еве го, тука стои. Значи забелешката. Секој чекор кој што следеше во текот на целиот ден на изборите е запишан во оваа тетрадка. Значи ништо не е пропуштено. После 19 часот забелешка? Молам? После 19 часот забелешка стави? Не, одма забелешката е ставена одма. Во дневникот ја има забелешката ставена одма. Значи одма на почетокот кога се започна гласањето, пред да започне гласањето, забелешката беше дадена од Христина и веднаш е вметната во дневникот. Значи сето тоа како тековно одеше, гласањето е запишано за цело време во овој дневник. И на крај, кажете. Извини. Забелешката е вика гласањето започна точно во 7 часот без претходно броење на гласачките ливчиња. Никаде тука не пишува дека фали или број кои серијски фали. Ова забелешка кој ја стави?
заменик член. Вие? Ова е ваша забелешка, така е? Тука е констатирано само дека не ви дозволиле да ги преброите едно ливчињата. На предходниот ден не бе повикана, не знам чија одговорност да ме повика кога гласар Богдан. Ама се ова не станува збор за предходниот ден, станува збор за сега. Од мојата партија немаше ниту еден член. Јас не бев известена за колку болни лица гласале. Немав никаква информација со кој серијски број почнуваме. Не знаев колку болни лица гласале предходниот ден. Значи немав никаква информација. Во 7:05 часот ми рекоа Кристина, може да го напуштиш гласачкото место, да појдеш дома и да дојдеш втора смена. Во меѓувреме, значи мене наблюдувачот ми се јави и ми кажа дека еден од членовите на изборната комисија воочи дека фали гласачко ливче. Мојата забелешка беше... А кој воочи? Значи вака, извинете, че ви заменам. Само да кажам. Доколку ние не сакавме да го воочиме, доколку ние не сакавме да го Зошто не го ставите тоа во записник во дневник? Дневникот е ставен. Записник се констатира. Ама има забелешки и во записник. Тоа е записнички состав. И во 16 има забелешка. Само можам да прашам. Става не записник. Гласно и здравие. Согласно Како може на првата страница од дневникот да завршува со прибројањето на гласачките ливчиња, почанот беше пронајден, тој е 7 сат, а во второто после да пишува дека некој парал помош, дека отишло лицето со помош да оди и да гласа. Јас ќе ве замолам да го погледнете дневникот за евиденција, убаво, поред, редоследно е запишано како се течел. Господи, јас немам проблем со гледање. Значи, мене не ми е само јасно. Ако е од дневникот ова првата страна и на првата страна е констатирано дека при сумирање броењето на ливчињата пронајдено е ливчето со почанот, тоа треба да биде последно. А како овдека завршува втората страна со опис што се случувало? Еве, например, Виолета дојде да гласа и не можеше сама, одеше со придружно лице тоа и тоа. Па после, дојде лицето тоа и тоа, не можеше. Па како ова да се... Ова е тек на гласање. Ова е сумирање. Си оставите празно место? Не, може ли? Ама сега без тоа, ама јасен е ми... Ако е јасна целта зашто сме дојдени овдека, бидете конкретни, на вистина е ова малтретирање. Јас денеска го кажувам она што бил текот на гласањето. Доколку вие сега нешто сакате да ја извлечете работата на друга страна, тоа не е мој проблем. Немој така. Јас морам така да кажам, на вистина сме измалтретирани. На вистина сме измалтретирани. Збор да заврши па после збор. Чека да заврши сите. Да ги сослушам, не ми е. Така депутатот прашува. Денеска не повикавте да го слушнете нашето мислење. Цел народ не знам. Така. Молим те. Сега да ги слушаме убаво нив. Појаснам во врска со забелешка. Ја како го читам. Како го читам јас, седеш Ма ние после ќе очитаме колку сакаме пред да донесеме одлука. Па тука е моментот да се определиме. Затоа што колешката има како вие сте утврдили при прва страница дека ливчето е тука, сте го нашли. Еве да ви објаснам што пишува. Читате убаво. Ајде читаме. Еве, ја ќе ви читам. Ден на гласање. Гласачкото место започна гласањето во 7 часа. Селиски број 15-34-020. Селискиот број 15-34-020 го нема. Девот Кочан. За ова беше известен на ОИК, дојдува на лице место. При бројање на гласачките ливчиња, Кочанот беше пронајден. И па при бројање? Чека да заврши. Ама ја не... Бројане по кутијата да има 5 ливчиња. Гледале сакаш да кажам. Не бројане. Гледале по кутијата. Дали е тоа што... Ама ја знаете што сакам да кажам, дека немате редослед. Он сака тоа да каже. Бројане по кутијата. Е добро. Дојде ОИК и на лице место. При бројане на гласачите. Колега, броене и гледање е различно. Гледање или броене? Броене или гледале? Тоа е различно. Како така? Чекај, Не се исто. Чекај да... Броене. Абе на шо лице? Чекај.